Одењето во опозиција тешко ќе им падне на Дуи. Талат Џафери не сака ни да мисли ни да зборува за тоа. Се дистанцира од ставовите на останатите во високото раководство на партијата, дека по секоја цена мора да бидат во влада бидејќи биле победници во блокот на етничките албанци. Тој немаше конкретен одговор на прашањето дали е подготвен да замине во опозиција, со оглед на изјавите на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, дека нема да преговара за коалиција со Демократската унија за интеграција. Јас сум премиер и размислувам за мандатот кој што треба да го завршам. Прашањата по однос на поставеното прашање, да се одговорите, тоа се прашање на органите на партијата и во тој контекст да завршат преговорите, другото е прашање на исходот на сите преговори за состав на нова влада. Во врска со тивкиот бојкот, Џафери се правдаше дека ниту Европскиот фронт, ниту ДУИ повикале граѓаните да не гласаат за председателските избори. Изгледа Џафери заборави на видеото кое го објави Груби, кој дрско и со насмевка се снимаше, како става гласачко ливче само во кутијата за парламентарни избори. На прашањето како може министер во владата да го направи тоа и покрај одговорноста која ја носи функцијата, рече дека Груби ниту бил влада, ниту партија. Со други зборови, можел да прави што сака. Груби ниту е влада, ниту е партија. Јас имав изјава истоветно како премиер на избирачкото место по гласањето, впрочем и потврди дека и самиот сум гласал и сум ги земал двете ливчиња, така да индивидуалниот став не е општ став по кој што може да се констатира и да се извлече заклучок. По однос на слободата на мисла и на изразување, тоа не можете да повикувате на одговорност. Од една страна барате слобода, од друга страна за таа слобода барате одговорност. Па не може и едно и друго. Планот за бојкот на ДУИ очигледно не успеа. Цензусот беше исполнет и во недела Македонија и официјално ќе ја добие првата жена председател по официјалната инаугурација. По повеќе од 2 децении ДУИ заминуваат во опозиција. Нивната коалиција на изборите освои 19 пратеника, но фаворит за коалиционен партнер во владата на идниот мандатар Христијан Мицкоски се вреди, кој освоија 13 пратенички мандати.